Очигледно новата ракета Орешник, која е 10 пати побрза од звукот, предизвика сериозна загриженост во НАТО, но и на далекиот исток. Состанокот на НАТО со Украина во вторник во Брисел за предизвиците и решенијата во тема на денот. Велам добро вечер за мојот колега Зоран Богатинов. Благодарам, Марина. Веднаш да преминеме во интерес на времето на разговорот, што е веројатно и прва ударна вест постојано на светските тикери, што се вели со нас, како што гледате, почитувани генерал во пензија Илија Николовски, тој е поранешен војна аташе на Македонија во НАТО. Добро вечер и добре дојдовте, генерале, во тема на денот. Добро вечер, благодарам на поканата. Јас сум бил во повеќе земји војна аташе, не само во НАТО, а сега сум актуелен председател на партијата на пензионери, малци политичка функција. Добро. Веднаш да прашаме во однос на оваа ситуација сега што се гледа дека има забрзување веќе, има ургентен состанок НАТО Украина, кон што води според вас ова по употребата на новото руско оружје во Украина? По употребата на новото руско оружје во Украина, тоа значи дека имаме ескалација на ситуацијата во Украина, меѓутоа истовремено и вознемиреност опште во светот околу понатамашната ситуација, како ќе се развива ситуацијата, и во рамките на тоа е однесувањето сега и на новата, односно идна администрација на председателот Трамп, наговестување од неговиот советник за национална безбедност дека ќе се преземат одредени, односно организирани мерки и активности за организирање на мировна конференција, мировен договор или нешто слично, што е многу добра и вест опште за мирот во светот. Но очигледно се менува начинот на односот фактички на американската администрација, бидејќи претходно Русија не требаше да биде на масата. Сега еве Майк Волц спомнува дека и Русија треба да биде на масата да се договорат. Кон што води, дали ќе се испочитуваат и руските барања или како и понатаму ќе биде ставот дека станува збор за руска агресија? Интересно прашање. Едно време Зеленски зборуваше за мир, меѓутоа без русите. Идниот председател Трамп разговараше со Путин и мислеше дека со Путин да се договорат заедно како да се дојде до мир. Од друга страна, Зеленски рече дека без присуство на масата на Украина, дека до тоа не може да дојде и најверојатно е најдено едно компромисно решение да на масата бидат и русите, и американците, и украинците. Со други зборови, да се најде компромис, а во компромис секој се наоѓа кога и двете страни ќе бидат незадоволни, затоа што русите од една страна имаат максималистички барања, а тоа значи да повлекување на Украина украинските трупи од Донбас. Сите 4 области кои ги они анектира, од сите 4 области, а од друга страна исто така Зеленски, односно Украина, има друго максималистичко барање дека русите мора да се повлечат од сите територии на украинска територија. Што значи мора да се најде компромис, а компромис е да повторам кога и двете страни се незадоволни. Да, ама интересно е во секој случај што еве Путин вчера кажа дека можеби ќе се употреби ново оружје. Еве почна да ставаат да инсталираат и нагазни мини, експлозивни средства. Јас се сеќавам на војните во бивша Југославија, кога се повлекува некој од територијата, обично става нагазни мини. Дали тоа е во овој случај или е тоа заради тоа што се користат, иако се забранети, чинам, според меѓународните конвенции? Постои една така наречена Отавска конвенција од 1999 година на газите, односно против пешадиските мини се забранете. Во тие рамки и Македонија е потписник на оваа конвенција и кај нас тие мини не се користат. 2001 година имаше некои залихи и сите тие се унишени. Према таа конвенција не треба и не смеат да се користат, меѓутоа Русија, а и Соединетите американски држави не се потписници на оваа конвенција и дистрибуцијата на
овие противпешадици или антиперсонални, како некои ги викаат на Украина од страна на Америка, тоа е исто така прекрашување на една од црвените линии. Со тоа што има разлика измеѓу овие мини кои Америка ги испорачува на Украина и руските мини. Разликата е во тоа што кај америчките мини тие действуваат врз основа на батерии и кога ќе се истроши батеријата, паметни мини, батеријата е неупотреблива. Меѓутоа, овие другите кај русите, тие имаат трајно дејство, значи можда после 15-20 години, као што имаме на бившите ју простори, мора да има разминирање и затоа се опасни опште за живата сила, односно за човекот. Да, поготово кога се менува теренот заради разни сречишта и така натаму, па и мапата каде сте поставени и така натаму. Кажа идниот советник на Трамп за национална безбедност во Белата куќа Майк Волц дека и Европа ќе го поднесе товарот на сојузништвото, односно на договорот. Остануваат можниот договор. Остануваат уште 2 месеци. Очекувате ли ова да води кон забрзување на ескалацијата или смирување на ескалацијата, бидејќи Трамп ќе биде назначен на 20 јануари во Белата куќа? Па сега има многу овака предвидување околу тоа. Повеќе предвидување се дека Путин сака да има поволна позиција за мировните преговори и тоа е сега употребата на ова балистичка ракета и другите закани. Исто така и украинците сакаат да имаат поповна ситуација за преговорите, меѓутоа добро е во сето тоа до преговори дека ќе дојде до преговори. Сега како ќе завршат, тоа е тешко да се предвиди, меѓутоа во секој случај за човештвото е многу добро. Од друга страна, со доаѓањето на Трамп на власт, има многу непредвидиви работи кои може да се случат, па и односно Европа ќе поднесе одреден терет како на одбранбен план, така и на економски план. Особено ако се реализираат неговите наговестувања дека ќе воведе царини за сите стоки кои не се од америчко производство, за стоките од Кина 60%, а за другите 20%. Со тоа би настанал еден економски или финансиски дисбаланс во светот, што секако дека е Европа, а во тие рамки и Македонија како дел во Европа ќе го осети. Меѓутоа, кога зборувам за Македонија, треба да имаме во вид дека Трамп во почетокот, односно првите 2 години, повеќе ќе се занимава со Европската унија, со Русија, со Кина, Индија, големите сили, а тек после ќе дојде во Балканот. И во тие рамки како ќе биде према Балканот, така ќе биде и према Македонија. Во тој контекст да кажеме дека сепак и покрај проблемите што ги има внатре Европската унија, имаме рецесија во Германија, имаме земји кои не испорачуваат помош, воена помош, како што е Словачка или како што е Унгарија на Украина. Во секој случај Македонија го потпиша договорот со Европската унија за воено одбранбена соработка сега на 19 ноември. Борел и министерот наш Муцунски за надворешни. Што значи ова сега за Македонија? Дали тоа е поголема интеграција, дали е тоа поради европската интеграција или тоа е безбедносен дел на Па тоа едно од друго не може да се исклучи, меѓутоа на безбедносен план тоа е многу добра и корисна вест, затоа што во рамките на таа спогодба која е потпишана, тука ќе има одредени активности во кризен менеджмент, обука, меѓусебна обука, вежби и така натаму. И тој договор е секако многу добар, тој е сличен на договор што Европската унија го има нешто со Јапонија и така натаму. Да, и со Јужна Кореја. И со Јужна Кореја. Така да мислам дека Република Македонија е прва земја која не е членка на НАТО од овој регион кој го потпишува тој договор, и тоа е многу одлична работа и добра вест. Сепак продолжуваат битките. Вие сте генерал, знаете што значи воена стратегија. Што вели воената стратегија? Еве имавме изјава на деканот на Факултетот за безбедност господин Дујовски, кај што кажа
се следи учебникот за војна, за тотална војна во светот. Дали води оваа ескалација кон уште поголеми проблеми или ќе се најде начин цело ова да се заврши? Беа одбележани пред некој ден 1000 години од почетокот на војната во Украина. 1000 дена. Да, 1000 дена од почетокот на војната во Украина и некоја символика баш на ова ден на 1000 денови од почетокот на украинската војна. Путин употреби Орешник. Ракетата Орешник. Ова ескалација, ова ситуација по мене, а и не само по мене, по многу експерти од областа на одбраната и безбедноста е најголема ескалација и закана за човештвото после Втората светска војна. И верувам дека големите сили во тие рамки и Кина која зборува за воздржаност, разумност и така натаму ќе најдат начин да се дојде до мировно решение. Иначе, ако не се дојде до мировно решение, последиците ќе бидат катастрофални. По некои експерти, Третата светска војна е веќе почна, него треба да се заустави. Зошто е почната? Ние има не само Украина, ние од една страна, на страната на Украина, тука е Северна Кореја која испрати одредени трупи. Кина учествува со техника, Иран учествува исто со дронови и така натаму. Од друга страна се земите на НАТО кои се на страната на Украина, сега да не ги набројам кои зошто, и се прекршени многу црвени линии, за не ги сега набројаме. Од првата црвена линија на Путин што ја бараше да нема приближување на НАТО кон Русија и така натаму, после давање на тенкови, давање на авиони, сите тие црвени линии, и после прекршување на сите тие црвени линии, ипак не дојде до употреба на некое оружје и така натаму по-софистицирано. Сега е тоа прв пат да се употреби. Така да јас сум оптимист дека ќе се најде решение. Јас ви благодарам на разговорот. Се надеваме дека ќе преовлада разумот, па да видиме што ќе биде. Благодарам на поканата.